Девето одделение тема број 4 ѓеометриски тела. Од ова тема, од наставните единици пред ѓеометриските тела, имаме неколку прашања и тоа поделен број 251 до 256. Толку беа лани во они 400 предвидени за екстерното тестирање. Првите три имаат заедничко барање. Пресечната точка на правите на цртежот се темиња на еден квадар. Каква е заемната положба на правите? Сега 251 правата М и Н, 252 заемна положба на правите С и Д и заемната положба на правите М и Н. Да го видиме квадарот. Имаме цртеж, значи. Да подигнеме работниот лист. Тоа е квадарот. Овој дел малце ми е искривен. Се извинувам поради тоа. Права М и права Н. Еве правата М и правата Н. Тие се паралелни. Правата С и Д, правите С и Д, С и Д се сечат во една точка, во таа точка. Правите М и С, М и С. Нивната заемна положба е тие се разминуваат, затоа што се лежат во две рамнини. 252 прашање, 254 се извинувам. Ако две различни рамнини имаат заедничка точка, тогаш тие имаат заедничка, пример да ја разгледаме оваа рамнина и оваа рамнина. Заедничка точка имаат ова. Тогаш што имаат заедничко? Имаат заедничка права. 255. Една проекција е ортогонална проекција ако проектирачкиот правец е. Проекција која ќе биде ортогонална проекција? Кога правецот на проектирање гради со рамнината ъгол од 90 степени. Правата која е нормална на рамнината. Тој треба да биде проектирачкиот правец. 256. 256 прашање. Ако две точки од една права лежат на некоја рамнина, тогаш каква е заемната положба на правата и рамнината? Ако две точки од правата лежат на рамнината, тогаш целата права лежи на рамнината. Заемната положба ќе биде правата лежи на рамнината. И разгледавме предвидените прашања. Благодарам за вашето внимание.